This conference will Да. now be recorded. Во ред. Почитувани колеги, почитувани учесници на јавниот состанок, најпрво да ви посакам добар ден и да ви заблагодарам за интересот на денешниот состанок, кој е прв оваа година. На состанокот покрај реализираните активности на Агенцијата за првиот квартал во оваа година ќе бидат презентирани наводите од анализата на родовите прашања и начинот на прикажување и представување на жените и мажите во вестите на националните телевизии во изборната кампања за предвремените парламентарни избори 2020 година. По завршувањето на презентацијата ќе биде отворена дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации. Само да видам. Изминатите 3 месеци Агенцијата ги реализираше сите предвидени програмски и административни надзори врз радиодифузерите, се уште се работи на редовните програмски административни надзори врз националните терестријални комерцијални ТВ програмски сервиси Алфа, Сител, Телма, Алсат и Канал 5, како и врз националните сателитски комерцијални телевизии Наша ТВ и 24 вести. Во теки редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои што емитувале радио и телевизиска програма во 2020 година за обврската за доставување извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, особено за спроведување на програмскиот концепт. Редовен програмски и административен надзор за повеќе законски обврски извршен врз трите радио канали на јавниот сервис Македонско радио 1, 2 и 3. Надзорот ги опфати обврските за објава на импресум, информации кои што треба да се направат достапни за корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот, почитување на правилата при емитување аудиовизуални комерцијални комуникации, користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 18 часа програма на радио и исполнување на квотата за емитување извън дадена инструментална, вокална или вокално-инструментална музика. При надзорот не беа констатирани прекршувања. Извршен е редовен програмски надзор врз телевизиските програмски сервиси на јавниот сервис МРТ 1, 2, 3, 4 и 5 за повеќе законски обврски. Со надзорот беше констатирано дека програмскиот сервис МРТ 4 нема емитувано најмалку 40% програма изворно создадена како македонски аудиовизуални дела во текот на еден ден, додека кај МТВ 2 и МТВ 5 е констатирано прекршување на обврските за заштита на малолетната публика, односно се емитувани промотивни најави на играна програма без да бидат означени со сигнализацијата за заштита на малолетни лица. Врз истите програмски сервиси на јавниот сервис извршен е административен надзор, при кој се констатирани прекршувања кај МРТ 2, 3, 4 и 5, кои што не ги обезбедија податоците за адресата на седиштето, податоци за контакт, одговорно лице и податок за регулаторното тело. Дополнително кај МРТ 3 и 4 е констатирано дека во овој дел од емитуваните програми не се објавени податоци за авторите кои подготвуваат содржините, уредништвото, потеклото и датумот на продукцијата на делата, името на медиумот од каде е преземена содржината и други податоци се должни да ги емитуваат на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис. Редовен програмски административен надзор е извршен и врз националните комерцијални телевизиски сервиси кои емитуваат програма преку оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа, телевизија 27М, телевизија Шењак, Клан Македонија и телевизија Сонце. Прекршување беше констатирано кај ТВ Компани 21 на обврските за изворно создадена програма, како и македонски аудиовизуална дела и кај ТВ Клан Македонија за обврските за објава импресу. На радиодифузерите на кои претходно им беше изречена мерка јавна опомена, по дадениот рок за законско согласување им беше извршен контролен надзор. Вонреден програмски надзор по претстапка од физичко лице во однос на правилата за заштита на малолетни лица беше извршен врз серијалите Горка земја и Ангели кои се емитуваат на телевизија Сител,
При надзорот не беше констатирано прекршување, а за наодите од надзорот бе известен и подносителката на представката и медиумот. Во тек е вонреден надзор врз серијалот Ангели, кој се емитува на телевизија Сител, по представка од друго физичко лице, повторно во однос на правилата за заштита на малолетната публика. Во однос на издавачите на печатени медиуми спроведени се 2 редовни и 2 вонредни надзори врз печатени медиуми за обврската за објава на импресу. Првиот редовен надзор беше спроведен на 12 издавачи, беа опфатени вкупно 12 печатени медиуми, додека вториот беше спроведен на 9 издавачи и беа опфатени 10 печатени медиуми. Надзорите покажаа дека обврската е во целост исполнета кај сите печатени медиуми. Вонреден административен надзор беше извршен врз печатените медиуми Руски доктори убавење и здравје. Со надзорот беше констатирано дека во изданието на убавење и здравје опфатено со надзорот не е исполнета во целост обврската за објавување на импресу. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени 11 редовни за обврските за титлување и за регистрација на програмските сервиси, каде беше констатирано дека операторот Инфел КТВ за своите корисници реемитува програмски сервиси кои што не се опфатени со потврдата за регистрација на програмски сервиси издадени од агенцијата. Извршени се 26 вонредни надзори да се утврди дали операторите престанале да ги реемитуваат програмските сервиси кои беа регистрирани во агенцијата во основа на генералниот лиценцен договор 2017-2019 случен помеѓу имателите на правата, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучена со 31.12.2020 година. Прекршување е констатирано само кај операторот Инел Интернационал, заради што изречена мерка јавна опомена, извршен контролен надзор, при кој што не беа констатирани прекршувања. Во првиот квартал на 2021 година, Советот на агенцијата заради констатирани непочитувања на законските обврски на радиодифузерите, од делот на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми донесе 12 решенија за преземање мерка јавна опомена, од кои 4 поради необезбедување податоци кои што треба да се направат достапни за корисниците, 3 поради необјавување на податоци за импресум, 3 за непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, 2 поради неисполнување на обврските за дневно емитување најмалку 30, односно 40% изворна програма изворно создадена. Донесени се и 2 решенија за преземање мерка јавна опомена против операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи поради реемитување на нерегистрирани програмски сервиси. На радиодифузерите и на операторите на кои им беше изречена мерката јавна опомена по истекот на рокот за законско согласување, агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да се утврди дали постапиле по решението со кое биле опоменати. Спроведени се 3 постапки за поравнување за прекршување на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, 2 за телевизија Ирис и телевизија Канал Вис и 1 за операторот Тотал ТВ, кои завршија неуспешно и за нив се покренати прекршачни постапки. За прекршување на одредбите од Законот за медиуми, откако неуспешно е завршена постапката за поравнување, проведена е една прекршачна постапка против телевизија Ирис од Штип. На 23 март истече рокот за достава на пријави по јавниот конкурс за доделување на една дозвола за радиоемитување на програмски сервис, говорно-музичко радио од општ формат, во кој се застапени 3 видови програми, остваруваат најмалку 2 од 3 медиумски функции на македонски јазик на локално ниво на подрачјето на општина Струмица. По конкурсот пристигна една пријава која е во процедура на разгледување и оваа постапка е се уште во тек. По добиено барање од заинтересирана страна за доделување на дозвола за радиоемитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Ново село, во тек изработка на студија за утврдување оправданоста за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на ова подрачје. Советот на агенцијата донесе една одлука за одбивање на писмено барање од заинтересирана страна за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на локално ниво на територијата на градот Скопје, бидејќи се утврди дека нема слободна радиофреквенција за радиоемитување на програмски сервис на територијата на градот Скопје. Поради тоа што радиодифузерите не го платиле годишниот надомест за дозволата за телевизиско или радиоемитување, во законски утврдениот рок беа покренати 28 постапки за одземање на дозволата. 2 радиодифузери го платија во целост годишниот надомест и постапките за одземање на дозволата за нив беа запрени.
Во меѓувреме, врз основа на одлуката на владата од петиот пакет економски мерки со која се обезбеди финансиска помош за радиодифузерите во висина од 50 милиони денари, Советот на агенцијата на седмата седница одлучи да ги запре сите покренати постапки за одземање на дозволи по основ на неплатен годишен надоместок за радио и телевизиско емитување. Воедно беше одлучено да не се покренуваат нови постапки за одземање заради неплаќање на доместокот за дозволите за 2021 година. На сите радиодифузери кои има извршено целосна или делумна уплата на доместокот за дозволата, агенцијата им ги врати средствата. Радиодифузерите на кои им беше дадена фактура за годишен надомест за дозвола, истиот го немаа платено, како и радиодифузерите на кои допрва ќе им бидат доставени фактури, немаат обврска за плаќање, веќе нивната обврска во целост исполнета со финансиските средства од пакетот економски мерки. Во однос на меѓународната соработка, агенцијата учествуваше во повеќе активности. На 14 јануари беше одржан состанок со представниците на ОПСЕ во врска со подготовката на програмата за медиумите на оваа организација. На 21 јануари се одржа онлайн состанок со представници на Советот на Европа на кој се договараше изработка на водит за мониторинг на известување за родово базирано насилство. Беа одржани неколку состаноци на подгрупите на ЕРГА, посветени на унапредување на влијанието и досегот на одредбите на медиумската писменост од директивата на ЕУ за аудиовизуелни медиумски услуги, како и на проектите и кампањите за медиумска писменост, на прашања поврзани со дезинформациите, медиумскиот плурализам генерално, практичната имплементација на неколку одредби од директивата, за да се обезбеди конзистентен пристап на ниво на Европска Унија. На 25 јануари на покана од регулаторите од Словачка и Германија беше проследена онлайн панел дебата на темата наоѓање излез од кризата на доверба, перспективите од двете страни на Атлантикот. Панелистите дискутираа за мерките што треба да ги преземат законодавците, регулаторите, активистите за човекови права и други релевантни субјекти за да се врати довербата на граѓаните во традиционалните и во социјалните медиуми. На 11 февруари представник на агенцијата учествуваше на подготвителниот онлайн состанок на регионалната јадранска група за справување со хибридни закани. Во проектот покрај нашата земја учествуваат и Црна Гора и Хрватска, а наблюдувачи се Словенија и Италија. На 16 февруари представник на агенцијата учествуваше на вториот управен одбор на проектот Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија, ЮФРЕКС 2, финансиски поддржан од Европската унија и Советот на Европа. На состанокот беа презентирани активностите реализирани во првата година од проектот и анализата на постигнатите резултати. На 17 февруари во работна посета на агенцијата беше амбасадорот на Европската унија во земјава Дейвид Гир, на кој што се дискутираше за повеќето различни прашања поврзани со надлежностите на агенцијата. Фокусот беше ставен на тековниот процес на измени на изборниот законник, активностите на агенцијата кои произлегуваат од законите за медиуми и незиниот капацитет за реализација на истите, планираните медиумски реформи, потребата од усогласување на домашната медиумска легислатива со Европската директива за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во рамките на процесот на европската интеграција, во јануари агенцијата подготви ажуриран придонес кон Националната програма за усвојување на европското законодавство, НПА, за поглавје 10, информатичко општество и медиуми, и ја достави до Министерството за информатичко општество и администрација. Во материјалите агенцијата меѓу другото реферираше за измените на членот 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и за презамените чекори согласно измените, за мониторингот на изборното медиумско представување, за предвремените парламентарни избори, за предвремените избори за градоначалници на Штип и Пласница, усвоената политика за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост, програмата за работа на агенцијата за 2021 година, како и за учеството на агенцијата во изработката на регионалната студија, политичко рекламирање, компаративна студија за состојбите во земјите од Југоисточна Европа. На 5 февруари агенцијата достави одговор на прашалникот, учествуваше на 17-тиот состанок на подкомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Европската унија и Северна Македонија, која ќе се одржа на 23 март. Предлог заклучокот од одржаниот подкомитет ќе се користи експертска помош со цел да се обезбеди дека законите за медиуми целосно усогласени со директивата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и со нејзините основни принципи и стандарди, како и со останатото релевантно аки на ЕУ за да се овозможи плуралистичка медиумска околина.
Во јануари, за потребите на агенцијата беа изработени 2 извештаи за гледаноста за телевизиските станици и слушаноста на радиостаниците, еден квартален извештај за последниот квартал од 2020 година и еден годишен извештај за цела 2020 година. Во тек е изработка на целиот извештај за родот во изборната кампања, анализа на родовите прашања и начинот на прикажување и представување на жените и мажите во програмите на националните телевизии 2020 година, а денес ќе слушнеме само на одите од анализата на родот во вестите на националните телевизии за предвремените парламентарни избори 2020 година. На 3 март, агенцијата одговори на реакција од подносителка на представка за играната серија Украден живот, емитувана на телевизија Алфа. Подносителката на представката беше вознемирена затоа што медиумот прекинал со емитување на серијата Украден живот и во тој период започнал да развива игра на серија 1001 ноќ. Агенцијата укажа дека телевизиите се независни во својот уредувачки пристап кон распоредот на програмската понуда и информираше подносителката на представката дека не е прекинато емитување на серијалот, туку дека е поместено во подоцнажен термин во текот на деноноќието. Донесена е една одлука со кој што се одобри промена на собственоста на една локална радиостаница Радио Свети Николе. Издадени се скупно 109 потврди за регистрација на програмски пакети, откако е констатирано дека доставените пријави се комплетни и уредни. Доставени се 3 известувања од имателите на права со информација дека агенцијата утврдила дека операторите на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитуваат програмски сервиси кои не се регистрирани во агенцијата. Почитувани учесници, агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со врските од законот за еднакви можности на жените и мажите веќе неколку години назад изработува анализи за третманот на што го добиваат родовите прашања и начинот на кој жените и мажите се представени во програмите на радиодифузерите. Анализата која денес ќе ви биде презентирана е изработен Институт за демократија Sociates Civilis од Скопје и во неа е даден преглед на родовите прашања и начинот на прикажување и представување на жените и мажите во вестите на националните телевизии за време на изборната кампања за предвремените парламентарни избори во 2020 година. Оваа анализа е дел од поопсежно истражување, чии резултати ќе бидат презентирани на посебен настан. Сега и давам збор на Александра Јовчевска-Ѓорѓевиќ да ги сподели со нас клучните наоди од оваа анализа. Повелете. Повелете, Александра. Ако сакате да го вклучиме... Да, ви благодарам. Извинете, има проблеми со вклучувањето на микрофонот, меѓутоа се надам дека сега можам да се слушнам, така? Ви благодарам. Да, супер. Ви благодарам, господине Трајчевски. Како што спомнавте, јас сум Александра Јовчевска-Ѓорѓевиќ од Институт за демократија Sociates Civilis, истражувачка во рамките на Центарот за парламентарна поддршка. Како што спомнавте и вие, господине Трајчевски, агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги изготвува анализи редовно за застапеноста на родовите прашања во медиумите, односно за начинот на кој се представени и прикажани жените и мажите во програмите и програмските концепти на радиодифузерите, и во оваа насока е изработена токму и оваа анализа, чија што цел има да прикаже како се третирани родовите прашања во известувањето за времето на изборната кампања во медиумите и како се представени жените и мажите во програмските содржини за време на изборната кампања. Јас сосема накратко на почетокот би сакала да го доволувам политичкиот и општествениот контекст кој што ги опкружуваше овие избори, бидејќи токму тој контекст објаснува и дел од резултатите кои што ги добивме во оваа анализа. Имено, изборите беа реализирани на 15 јули 2020 година, изборната кампања официјално започна на 24 јули, на полнок заврши на 24 јуни, заврши на 12 јули. За разлика од претходните избори, кои во текот на кампањата, која што сама под себе подразбира јавно представување на кандидатите и кандидатките и нивните програми, на овие избори, за жал, учесниците се соочија со ограничувања поради мерките кои што беа поврзани со спречување на пандемијата од COVID-19,
и токму поради влошувањето на здравствената ситуација во тој период беа откажани масовните собирања и митинзи, а со цел тоа да се намали физичкиот контакт. И токму од тие причини изборната кампања претежно, или да не речам целосно, се префрли на медиумите, вклучувајќи ги тука се разбира интернет порталите и јавниот радиодифузен сервис, кои имаат должност се разбира да овозможат еднаков пристап на изборните програми на сите кандидати. Ова значеше дека целата тежина овој пат на изборната кампања беше пренесена на медиумите. Да не нагласувам, меѓутоа сепак е битно, нели, балансираното известување за време на изборната кампања е од витално значење за напредување на улогата на жената во политиката и напредувањето на родовата еднаквост генерално. И од тука, особено на овие избори, улогата на медиумите за напредување на улогата на жените во јавниот простор и политика беше од клучно значење. Нивната моќ се разбира како четврти столб на демократијата, им препишува проактивна улога токму во однос на борбата за родовата рамноправност. Сосема накратко, јас би спомнала 2-3 реда во однос на методологијата. Податоците што се употребени во ово истражување се обезбедени од анализа на медиумските содржини, поврзани се разбира со предвремените парламентарни избори, одржани на 15 јули 2020 година, а анализирани се содржини кои што се реализира во периодот на изборната кампања, односно 24 јуни до 12 јули. Примерокот беа анализирани медиумските сервиси МРТ1, МРТ2, Алсат1, Алсат, ТВ Алфа, Канал 5, Сител и ТВ Телма, како што можете да забележите од примерокот овде презентиран. Мета, на некој начин би рекла, беа медиуми кои што имитуваат програма и на македонски, а дел од нив имитуваат програма и на албански јазик. Вкупно беа анализирани 2056 содржини, кои што беа поделени во неколку примерока, односно повеќе од половина од содржините кои што беа анализирани беа прилози во дневно-информативните емисии, односно 1381, понатаму интервјуа 76, дебатни емисии 38, а беа тема на анализа се разбира беше и платено политичкото рекламирање во форма на индивидуални спотови 764 и од нив ги издвоивме 26 ППР спотови кои што во себе содржаа снимки од митинзи на политички субјекти или други партиски настани од актуелната кампања. На оваа табела, која што моментално ја споделувам со вас, е даден прегледот, односно структурата на 5 последни примероци според телевизиските сервиси на емитување. Она што е воочливо во оваа табела е дека бројката на анализираните медиумски содржини се разликува според телевизискиот сервис, односно најмногу содржини беа анализирани од Канал 5, Телма, Сител и Алсатем, додека најмалку 108% од МРТ2. Постои разлика се разбира и во рамките на подпримероците во секоја од овие анализи. Така, например, можете да забележите дека сите телевизиски сервиси имитуваа содржини како што се прилози во дневно-информативни емисии, односно прилози во централни дневни вести, меѓутоа дел од телевизиите изостанаа со некои од подпримероците, како например Сител, која што во овој предизборен период не реализираше интервјуи и дебатни емисии не реализираше и Алфа, се разбери и така натаму. Сите овие подпримероци се детално и бројчено застапени во оваа табела. Дополнително се разбира, јавните сервиси МРТ1 и МРТ2 не смеат да имитуваат платено политичко рекламирање согласно изборниот законник. Од оваа структура на примерокот може да се види дека е доловена на некој начин и уредувачката политика на телевизиите и дава значаен показател за начинот на кој што овие медиуми конкретно одлучиле да ги информираат своите гледачи за изборниот процес генерално. Значи, разликите се воочливи.
Понатаму би посветила само неколку минути за да потенцирам важност од родовата рамноправност да биде практикувана, односно меинстримувана во работата на сите медиуми. Се разбира, медиумите се моќна алатка како во делот на јавното информирање, така и во процесот на обликување на јавното мислење и јавното постапување. Овие субјекти имаат способност да го обликуваат она што го сметаме за, би рекла, нормално, но се разбира имаат и моќ да делегитимираат или легитимираат одредени социјални политички односи во општеството, вклучувајќи ги тука и родовите односи. Од тука медиумското представување на жените и мажите е една клучна алатка, би рекла, во постигнувањето на родовата еднаквост и рамноправност во општеството. Програмата која медиумите ја нудат на јавноста треба да биде родово балансирана, односно да има избалансиран број на жени и мажи во своите прилози, покажувајќи ги сите ликови приказни и нивните експертизи како еднакво релевантни и се разбира оследувајќи ги сите форми на родова стереотипизација и дискриминација, чекор понатаму се разбира би бил и афирмативен аспект на родовите прашања, односно момент кога различните теми на различните медиуми би биле разгледувани и посебно во однос како истите би влијаеле на мажите, а како на жените во општеството. Значи една сеопфатна, би рекла, родова анализа. А другата димензија на ова прашање е поддршката и промоцијата на родовата рамноправност од страна на медиумите, меѓутоа во корелација со медиумите, со медиумските работници и новинарството како професија, би рекла, избалансираната родова застапеност на сите позиции во медиумските куќи ги зголемува шансите медиумските содржини да тежнеат кон реална и правична портретирање на жените и мажите во прилозите и емисиите. Така што ова е едно од прашањата кои што сакавме да го нагласиме и во текот на оваа презентација. Сепак мораме да потенцираме дека и на светско ниво медиумската практика покажува занемарување на родовата еднаквост за сметка на жените, односно жените се недоволно и неправично застапени во медиумскиот простор, како од квалитативен, така и од квантитативен аспект. Така, глобалните проекти за следење на медиумите, од кој последниот е реализиран во 2015 година во 108 земји во светот, го потврдува овој заклучок и за жал со резултатите кои што ги дава посочува дека медиумите представуваат, би рекла, ја пренесуваат, би рекла, машката верзија на општеството и на случувањата во светот. И нивото на исклучување на жените од овој простор е навистина, би рекла, загрижувачки. На слайдот кој што моментално се наоѓа на презентацијата се изнесени само дел од резултатите до кои што дојде оваа анализа, односно потврдува дека само околу една четвртина од лицата кои што се извор на информациите на светско ниво се жени. Ова бројка уште повеќе се намалува кога станува збор за прилози на кои што самите вести даваат огромно значење, како на пример политиките, кај што жените се застапени само со 16% како извори на информација, или економијата, каде што жените се со 20%. За жал, жените говорнички во вестите кои даваат лично искуство најчесто се портретирани како родителки, како мајки и домакинки. Само 10% од прилозите за политиката, за жал, се фокусирани исклучиво на жените. Понатаму само 9 од прилозите се однесуваат на прашања поврзани со родовата еднаквост, односно нееднаквост, од кои само 4% јасно ги споруваат овие стереотипи. 37% од прилозите во вестите во медиумите, репортерки се жените. Од друга страна, кога станува збор за презентерки на телевизиски вести или радио вести, оваа бројка е поголема и достасува до пола од вкупниот број на презентери, односно презентерки. И особено интересен податокот е дека 29% од личностите кои се тема на интерес во прилозите на вестите подготвени од новинарки се жени, додека овој процент кај мажите е 26%. Ова би значило дека ова би рекла овој близок процент во однос на новинари и на новинарки само дава до знаење дека потребна е голема родово сензибилизирање како на новинарите, така и на новинарките при приготвувањето на нивните медиумски прилози. Бидејќи, како што спомна господин Трајчевски, станува збор за една доста обемна анализа со многу информации,
внатре, а и се разбира во интерес на времето. На оваа презентација ќе бидат изложени само нодите од прилозите во дневни информативните емисии, односно во централните дневни вести. Се разбира кога целата анализа ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, а ние сме отворени за коментари, за прашање и за понатамошна дискусија и дебата на одите. Со овој примерок, односно со примерокот од дневни информативните емисии, се покриени, односно се анализирани сите медиуми. Беа анализирани вкупно 1381 прилог од сите телевизии со просечна должина од околу 114 секунди, со тоа што најкраткиот прилог траеше 11 секунди, додека најдолгиот 612 секунди. За голема жал би рекла, од сите анализирани прилози на оваа тема, односно на тема родови прашање и еднаквост, беа издвоени само 3, односно беа посветени само 3. Времетерењето на овие прилози изнесуваше 101 секунда, што споредено со тие над 157.000 секунди доделени на другите теми е навистина незначително. Бидејќи станува збор за многу малку бројчено вакви идентификувани прилози, јас би сакала да ги спомнам, за да ги нагласам кои се тие. Првиот идентификуван прилог беше на телевизија, се најде на МРТ2, каде што представничка на форумот на жени на Алијансата на албанците даде изјава за медиумите и во неа се повика, се осврна односно за значењето на и улогата на жените во политиката. Понатаму вториот прилог на оваа тема беше даден на телевизија Алфа, каде што гостуваше кандидатката на коалицијата на ВМРО-ДПМН за пратеничка господја Гордана Стилјановска, таа во својата изјава се осврна дека дел од политиките на нејзината партија би било зголемување на бројот на жени во владата и раководните позиции на 40%. И последниот прилог кој што се најде, кој што беше таргетиран како од родова природа, беше на телевизија Телма и во него представничка и кандидатката за пратеничка од партијата Твоја партија, господја Мирена Најчевска, ја образложи позицијата на нејзината партија во однос на родовите прашања. Повторно овде, доколку ги спомнеме чисто технички аспект, должината, односно преметрењето на овие прилози од родова тематика, ќе забележиме дека најкраткиот прилог трае 25 секунди, додека најдолгиот е 47. Повторно станува збор само за 3 прилози кои што таргетираат родова тематика. Понатаму во однос на бројот на новинари и новинарки, односно уредници и уреднички во вестите на изборниот процес, податоците покажуваат дека бројот на прилози чии авторки се новинарки е на некој начин скоро еднаков со бројот на прилози чии што автори се новинари, значи овој број е до известен степен избалансиран. Меѓутоа, доколку ги погледнеме графиконот, односно вториот бар во графиконот, кој што се однесува на бројот на уредници, односно уреднички, може да се забележи дека бројот на уреднички во анализираните изданија на вести е многу помал, односно 88% од набљудуваните содржини биле уредувани од уредници, додека жените се појавуваат во улога на уреднички во само 12% од мониторираните вести. Ово укажува дека иако бројот на жени и мажи новинарки, односно новинари во централните дневни вести е релативно избалансиран, сепак состојбата со бројот на уредници и уреднички дава до заклучок дека жените се појавуваат во улога на прецена реализатори на некој начин, екзекутивки на донесени одлуки, додека нивното вклучување во самиот процес на донесување на уреднички одлуки е значително помал во тој аспект. Сепак, од оваа табела може да се забележи дека нивото на индивидуални телевизии, бројот на, односно во поглед на родовата структура на авторството на прилозите, бележи одредени, би рекла, флуктуации. Најголема разлика во поглед на прилози со авторки имаше на ТВ Телма, 74%, во корис на автори на
на каналот МРТ2 кој што изнесуваат кај што мажите се најдоа во улога на новинари во 66,5% од прилозите, наспроти жените кои што се најдоа во само 33,5% од прилозите. Како што беше споменато и претходно, застапеноста на жената во процесите на носење на одлуки како уредничка е важна за вклучување на различни перспективи, би рекла, во креирањето и пренесувањето на информации. Гледано низ бројки, на телевизиите МРТ1, Канал 5 и Сител, жените не се појавиле воопшто како уреднички на анализираните изданија вести, додека 74% од анализираните вести на МРТ2 беа уредени од жена, односно од една уредничка, меѓутоа сепак нели значителен процент. Овие податоци укажуваат колку изданијата на вестите кај секоја телевизија биле уредувани од жени, а колку од мажи, при што мораме да напоменеме дека една личност се појавува во улога на уредник во повеќе пати. Со анализата се разбира, го покривме и прашањето колку политичките партии им доделија простор на своите кандидати и кандидатки за промоција, и овде исто така се забележува значителен родов дисбаланс. На табелата која што ја гледате е даден тој распоред по политички субјекти, доколку се спореди представувањето на жените во однос на нивните колеги мажи, несовпаѓањето е големо кај сите политички партии, со тоа што во неколку случаи, во случаи на политичките партии ДП, Граѓанската демократска унија, Интегра и МОРО, кандидатките воопшто не биле представени во прилозите во вестите, значи воопшто немале жени кандидатки представени во прилозите. Меѓутоа, генерален заклучок е дека кандидатките биле значително кандидатите уствари биле значително поекспонирани во централните дневни вести, и тоа кај сите партии, и тоа во повеќе кратно, би рекла. Понатаму, доколку ја прошириме оваа табела и го разгледаме учеството на жени на централните дневни вести според другите улоги во кои беа вклучени во изборната кампања, значи покрај кандидатки, односно кандидати, повторно се потврдува тоа што се забележува и претходно. Како носители на државни, односно јавни функции, жените биле вклучени со 21% во прилозите во вестите, додека кај мажите овој процент бил скоро 80%. Исклучително важно е да се спомене ниското учество и нискиот степен на представување пред се на жените како експертки и аналитичарки во централните дневни вести. Така како експертки биле вклучени само 6 жени, односно 16, во споредба со нивните мажи колеги кои што биле 31 вкупно, односно 84%. Како аналитичарки од друга страна биле вклучени само 4 жени, односно 18% од скупниот број на аналитичари, додека мажи аналитичари биле 31, односно 84% од скупниот број на аналитичари. Од тука може да се каже, можеме слободно да заклучиме дека медиумскиот простор, особено во вестите, се уште доминираат мажите, и како учесници во изборите, директно и учесници, значи кандидати, но и како во улога на оние кои што ги коментираат изборите, односно како експертки и експерти аналитичари. Така, доколку ја земеме генералната бројка од вкупно анализираните содржини, 86% биле посветени, односно мажите биле центар на прилозите, додека овој процент за жени изнесува само 14%. Понатаму, со анализата го покриваме и бројот на жени, односно мажи кои се појавуваат во прилозите како примарни субјекти во централните дневни вести, односно како примарни субјекти овде ги идентификуваме жените и мажите кои говорат или се визуелно прикажани во преден план, значи пред се говорниците, би рекла. Анализата го покрива и овој број и од табелата која што моментално дадена на
во преден план овде, може да се забележи дека времетраењето на говорите на жените и на мажите во прилозите на централните дневни вести повторно е кај жените значително помало. Односно, жените се појавуваат како говорнички со времетраење од 8.500 секунди, 8.500 секунди, додека кај мажите ова времетраење изнесува значително подолго, изнесува 50.491 секунда. Значи, повеќе кратно подолго време мажите говореле во однос на изборните случувања во прилозите на централните дневни вести. Генерално, најмалку простор на жените им беше отстапено на јавните сервиси МРТ1 и МРТ2, каде што следствено се разбира мажите го имаат доминантно просторот за известување. Ги потенцираме, значи, овие две телевизии, значи јавните сервиси МРТВ1 и МРТ2 како јавни сервиси чијшто цел треба да биде поголемо поставување на жените со цел да се обезбедат простор за жените за коментирање на на теми кои што се од општествена важност, а кои што се разбира не се толку застапени во комерцијалните телевизии. Од друга страна, најмногу време за изјавите на жените имаат оставено телевизиите ТВ Сител и ТВ Алфа, гледано нели процентуално. Од друга страна го анализиравме и бројот на жени и мажи во визуализацијата на секоја од телевизиите. И овде е забележано голема сличност со нодите, како и претходно. Во прилозите каде што имаше визуализација, генерално доминираат мажите. Родовата разлика во визуализацијата беше воочлива во сите телевизии, со тоа што од 1381 прилог жените беа прикажани како примарни субјекти во визуализацијата во само 7%, односно во 97 прилози вкупно, додека кај мажите овој процент изнесува повеќе, односно 47%. Доколку ги разгледаме поединечно, најмала застапеност на жените во визуализацијата забележана кај МРТ2, 1%, а најголема кај ТВ Алфа со 12% од прилозите. Мажите обично доминираат во визуализацијата со над 50%, кај речиси сите мониторирани телевизии. Најмала застапеност, како што кажавме, има во МРТ2, 12%, и кај Алса 27%, додека кај ТВ Алфа овој процент изнесува 68%. Понатаму, прилозите кои што ги анализиравме беа разгледувани од квалитативен аспект. Еден од тие квалитативни аспекти беше и родот на говорниците, говорничките како примарни субјекти во однос на темата на која тие говорат. И овде се разбира се повторуваат генералните заклучоци, односно може да се забележи дека учеството на жените е навистина ниско во скоро сите теми кои што беа обработувани. Во споредба со мажите, кај жените е забележана поголема вклученост во темите кои што се дискутираат родовите прашања, но бидејќи станува збор за само 3 прилози, овој податок мораме да кажеме дека е значително многу занемарливо мал. Жените од друга страна воопшто не беа консултирани кога станува збор за теми од безбедноста, медиумите и пропагандата. Тие од табелата можеме да заклучиме дека тие во централните дневни вести најмногу збореа за текот на кампањата, здравството, правосудството, економијата и финансиите, додека мажите од друга страна во голема мерка се поклопуваат со дел од темите кои што збореа, на кои што најмногу излагање имаа жените, како на пример здравство, економија, правосудство. Сепак, иако постои големо поклопување во однос на темите кои што ги покриваат жените и мажите, очигледна е подзастапеност на жените во сите теми, што се должи пред се генерално на нивното учество, ниско учество во однос на мажите во сите прилози на централните дневни вести. Понатаму во рамките на квалитативната анализа на содржините на прилозите во вестите, се разбира внимание посветивме и на прашањата дали постои
сексуална објективизација или можеби стереотипно прикажување на жените и мажите во прилозите. Анализата воочи дека се забележани 9 прилози во кои што представувањето на жената било на некој начин сексуално објективизирано, додека во 6 прилози се забележува стереотипизација врз основа на родовите улоги на жените и на мажите, кои што се практикуваат за жал во општеството. Би издвоиле, се разбира, неколку примери каде ова беше воочено и во која улога се најдоа жените, односно мажите во тие прилози. Така, например, во прилозите кои што е забележена сексуална објективизација на жените, се забележани кадри во кои камерата им го зумира телото со така наречен швенк, односно мрдање на камерата во делот на рацете, градите па главата. Например, имаше снимки од плажа на кои што се прикажани жени како се сончаат, понатаму се прикажани, на истите тие снимки се прикажани и мажи кои што управуваат со педалинка. Меѓутоа, се ова е без контекст или поврзаност со прилогот за изборите за кои што известуваат самите медиуми. Понатаму би го спомнале прилогот, еден од прилог кој што се однесуваше за билбордите на владата. На самиот прилог стоеа пораки како со доста сексистичка содржина, односно пишуваше сам ќе си ги скројам панталоните, ја гледам шивачката лесно изгледа, кројачката се извинувам, лесно изгледа, и при тоа дадена слика од машки нозе во панталони, а жената е прикажана како кројачка која што нели ги прави мерките. Пораката која што сакала да биде пренесена, препастуваме дека секој нели е кројач сам на својата судбина, меѓутоа за пренесување на оваа порака воопшто не е потребна спецификација на родот, кој што може да се забележи од самата слика. Понатаму во дел од прилозите беше забележена и класичната, би рекла, стереотипизација на улогата на жената како мајка, односно кога се припишува улога на родител, пред се мисли на мајката. Така, например, во еден од прилозите, лидерот на Алијансата на албанците има изјави дека мајките секојдневно ги гледаат своите деца како заминуваат на печалба, со што нели улогата на родител и на улога, би рекла, на жртва во тој конкретен пример им беше доделена на жените. Понатаму во друг пример, кој што со слична, би рекла, содржина, е прикажана слика во прилогот е прикажана слика од цело семејство, каде што представникот на политичката партија разговара со сопругот во семејството, додека жената е таа која што го храни детето, значи во кадар се прикажува така како храни детето, односно се прикажува нејзината традиционална улога како родител кој што негува, додека сопругот е прикажан во улога на оној чие што мислење е вредно за споделување. И кој што би рекле е вредно да го прашите за да биде пренесен на телевизијата, на медиумите. Посочените содржини, на кој што беше забележан дел од овие стереотипни улоги, стереотипизација на родовите улоги во општеството, беа забележени на телевизија МРТ2, 3 прилога уствари, Алса Тем 9 прилози, Алфа 1 и Телма 2 прилога. Овде би сакала само на крај да додадам дека ваквите случаи често не ги забележуваме во секојдневниот дискурс, поради, за жал, длабоката вкоренетост на патриархалните ставови и стереотипната улога која што жената ја има во општеството, вклучувајќи го и низиното представување во медиумите. Меѓутоа, доколку се концентрираме, би можеле да го забележиме во нашиот секојдневен живот и во секојдневното прикажување на медиумските прилози. Се разбира дека наодите на анализата на крај беа сумирани во неколку заклучоци. На слайдот што го споделив со вас сега се покриени заклучоците, дел од заклучоците кои што беа донесени на крајот од анализата. Односно, медиумското покривање на изборната кампања на парламентарните избори забележително тежна е кон промоција на мажите кандидати за пратеници и машкиот поглед и експертиза за случување околу изборите. Кандидатките беа ставени во сенка на своите колеги, има помалку пристап до различните форми на промоција на нивните платформи
и нивните профили и пораки кои што сакаат да ги пренесат до јавноста остануваат генерално анонимни и со тоа остануваат нечуени, невидени во јавноста. Доминацијата на мажите кои се јавуваат во улога на експерти, аналитичари или друг вид на говорници на теми поврзани со изборите, дополнително ја поддржува стереотипната перцепција на јавноста дека политиката е машка професија. За жал, во многу типови медиумски содржини генерално доминираат мажите. Овој заклучок се однесува на машката доминација како во однос на визуализацијата, така и во однос на бројот на мажите како директни говорници и времетреењето на нивното прикажување во излагањето. Родовите прашања се наоѓаат на маргините на кампањите на сите политички субјекти. Поради генерално ниското учество на жените во дневни информативните емисии, дебатите и интервјуата, нивните ставови беа значително помалку застапени во однос на сите теми кои што тие ги дискутираа. Понатаму стереотипната родова улога во општеството, која што постои, се пренесува за жал и во медиумската покриеност на изборната кампања. И на крај, нели, ваквото медиумско известување во однос на изборната кампања во голема мерка е паралелно со родовиот дискурс во медиумското известување во светот генерално. Значи, во ова сме во линија за жал, со светските трендови на медиумско известување во однос на родовата улога и родовата поделеност. Се разбира со цел унапредување на родовата еднаквост преку улогата на медиумите како четврт столб на демократијата. Анализата предвидува и превземање на неколку мерки, како на пример ревидирање на практиките на начинот на известување во однос на политичките избори. Овде мораме да напоменеме дека потребно е воведување на родова перспектива во сите емисии, преку кои ќе се возможи еднаква застапеност како на жените, така и на мажките кандидати за политички функции. Исто така да се земе во предвид и машкиот и женскиот поглед во однос на прашањата поврзани со изборите. Понатаму потребно е родово сензибилизирање на медиумските работници и работнички со цел воведување на практики за медиумско известување низ призмата на родовите прашања, регуларно застапување на теми поврзани со родовите прашања и родовото балансирање на гостите, односно со говорниците и со говорничките во емисиите. Понатаму родово сензибилизирање потребно и кај уредниците и уредничките на медиумите и информативните програми со цел зголемување на веројатноста за продукција на медиумски прилози презентирани од родов аспект. Понатаму родово сензибилизирање на политичките партии, исто така многу потребно, со цел поголемо и поактивно вклучување на жените во нивните политички кампањи, особено жените кандидати за политички функции, и поактивно и посуштинска посветеност на родовите прашања во нивните изборни кампањи. Потребно за крај е и охрабрување и зајакнување на капацитетите на политичарките за нивно вклучување во сите сфери на унапредување во државата преку поголема вклученост во медиумскиот простор и од страна на медиумите и од страна на политичките партии. Значи, многу ви благодарам за вниманието. Се надевам дека успеав да го доловам делот од анализата кој што ги вклучува анализите на централните дневни вести во медиумите. Би повторила повторно, кога ќе биде објавена и финализирана целата анализа и споделена се разбира на веб страната на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, сме отворени за прашања и се разбира понатамошна дебата на темата. И благодарам повторно на вниманието. Благодарам, Александра, на деталната и исцрпна презентација и излагање. Сега ќе ги замолам учесниците на денешниот јавен состанок, кои што се заинтересирани за дебата или прашања во однос на темите за кои што денес овдека разговараме на овој јавен состанок. Повелете.
Со оглед на тоа што немаме пријавени за дискусија или за прашања, се надевам дека сепак темата која што беше денес подбрана беше интересна и значајна и дека причината можеби за тоа што нема дискусија тоа што состаноците не се во живот, туку се онлайн. Јас би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам за денешно учество на овој состанок и придонесот што го дадовте на денешниот настан и се гледаме во вториот квартал од оваа година. Се надевам дека тогаш ќе биде подобра епидемиолошката состојба во државата и можеби ќе можеме после долго време да имаме состанок во живо, а некако денешниот и повеќето минати јавни состаноци онлайн. Ви благодарам уште еднаш за учеството и ви посакувам убаво и добро здравје во наредниот период.